Ја слушате програмата Ни Светото Писмо. Продолжуваме со проучување на Евангелието според Матеј. Минатиот пат стигнавме до стих 8 од глава 10. Досега видовме како Господ Исус ги поучуваше своите следбеници, ги исцелуваше нивните болести и слабости, а сега доаѓа момент кога ги испраќа своите апостоли во мисија. Се до овој момент тие беа наречени ученици, а сега Матеј ги нарекува апостоли. Мисијата што им се даде беше многу јасна, да го проповедаат Евангелието за Небесното Царство. Господ Исус не само што им даде порака, но исто така и авторитет и моќ за да ги исцелуваат болните, да ги очистуваат лепрозните, да ги воскреснуваат мртвите и да изгонуваат демони. При тоа им кажа бесплатно да ги прават сите овие нешта, бидејќи авторитетот и моќта им беа дадени бесплатно. Ќе продолжиме со читање на Евангелието. Слушнете што е запишано во стих 9 од глава 10. Не носете во појасите ваши ни злато, ни сребро, ни бакар. Зошто Господ Исус им кажа на апостолите да не носат со себе злато, сребро или бакар? Патем, ова се материјали со кои во тоа време луѓето тргуваа и можеа да го купат тоа што им треба. Поентата е да научат да му веруваат на Бог, дека тој ќе се погрижи за се што им е потребно, и тоа го правеше преку доброволните прилози на луѓето на кои апостолите им служеа преку пораката и чудата. Некои луѓе ги злоупотребуваат овие стихови и велат дека оние што веруваат во Господ и му служат не треба да носат пари со себе. Овој принцип на не носење средства со себе не им е даден на сите христијани низ историјата, туку конкретно само на апостолите. Во Лука, глава 22, стих 35, Господ Исус ги прашува учениците дали нешто им недостасуваше кога ги прати во мисија без злато, сребро и бронза. Тие му одговорија дека ништо не им недостасуваше, на што тој им кажа дека од сега натаму ќе треба со себе да носат не само торби, туку и мечеви. Гледате, не можете да земете само еден стих и од него да направите цела теологија. Секој стих мора да се толкува во контекст на останатиот дел од писмото. Кога Господ Исус им кажа на учениците да не носат ништо со себе, тоа се однесуваше само на тој конкретен случај. Стих 11. А штом влезете во некој град или село, распрашајте се кој во него е достоен и таму останете додека не си одите. Повторно, сметам дека и овој стих се однесува само на таа конкретна мисија на која апостолите беа пратени. Господ Исус ги советува да престојуваат кај оние луѓе што се достојни, односно, оние што се побожни и поради тоа ќе ги примат и ќе им покажат гостопримство. Во тоа време и таа култура, ваквиот пристап не се толкувал како наметнување. Од друга страна, ако денес отидете во некој град или населба и се распрашате кој човек е побожен со цел да престојувате во неговиот дом, сигурен сум дека другите ќе ве гледаат чудно и нема да ја добиете истата реакција што апостолите ја добија своевремено. Во нашето време и култура, таквата постапка може да се толкува како наметнување и некултурно однесување. Потоа Исус вели: И кога ќе влезете во некоја куќа, поздравете ја говорејќи: нека има мир во таа куќа. И ако куќата биде достојна, вашиот мир ќе дојде на неа. Ако ли не е достојна, тогаш вашиот мир ќе се врати кај вас. Ако пак негде не ве примат и не ги послушаат зборовите ваши, излезете од таа куќа или од тој град и истресете го правот од нозете ваши. Очигледно е дека Господ Исус ги прати апостолите да го носат Божиот мир со нив каде и да одат. Но, знаете, некои луѓе не го сакаат тој мир. Некои луѓе не го прифаќаат Божиот мир, бидејќи не сакаат да поверуваат во Божјата порака.
Сигурен сум дека знаете за што зборувам. Исус им вели на апостолите да носат мир, но само таму каде што тој мир е посакуван. Ако наидат на домови и градови во кои ќе бидат прогонувани поради нивната порака, тогаш нивната одговорност кон тоа место е исполнета и тие се слободни да одат и служат на друго место. Стих 15. Вистина ви велам, полесно ќе и биде на земјата Содомска и Гоморска во судниот ден, отколку на тој град. Во следната глава ќе прочитаме што на вистина се случи со некој од тие градови. Доаѓаме до стих 16, каде се вели: Ете, јас ве праќам како овци меѓу волци, бидете мудри како змии и незлобни како гулаби. Откако им кажа како да постапат во местата каде ќе служат, сега Господ Исус им дава неколку принципи што треба да ги применуваат за да бидат негови вистински представници. Верувам дека овие зборови се однесуваат и на нас денес. Божите деца треба да бидат мудри како змии, а незлобни како гулаби. Има некои христијани што се мудри како змии, но не се незлобни како гулаби. И таквите се опасни. Од друга страна, има и такви што се незлобни, а сепак не се мудри. И тие многу често се наивни и страдаат во животот. Потребно ни е да ги имаме и двете особини. Стих 17. Пазете се од луѓето, зашто тие ќе ве предаваат на судовите и по синагогите нивни ќе ве тепаат. Никогаш во животот не сум бил тепан во синагога, но сум имал непријатни ситуации во некои цркви поради пораката на Евангелието. Стих 18. И ќе ве одведат пред управници и цареви заради мене, за да сведочите пред нив и пред незнабожците. Ако ја читате книгата Дела на апостолите, ќе забележите дека овие Исусови зборови се исполнија во времето на првата црква. Потоа вели: Кога ќе ве предадат, не грижете се како или што ќе зборувате, зашто во тој час ќе ви биде дадено што да кажете. Бидејќи не сте вие што ќе говорите, туку Духот на вашиот Отец ќе говори во вас. Овие стихови често се злоупотребуваат од страна на некои луѓе што проповедаат и поучуваат во црквите. Имено, Господ Исус им вели на учениците да не се грижат што ќе зборуваат кога ќе бидат предадени и затворени поради Евангелието. Поентата му е да каже дека Светиот Дух ќе им даде зборови на мудрост во потребниот момент. За жал, некои луѓе ги сметаат овие стихови како подкрепа за идејата дека не треба да се подготвуваат кога проповедаат, бидејќи Светиот Дух ќе им даде зборови на мудрост што ќе ги споделат со црквата. Кога бев на Богословски факултет, имав еден колега што проповедаше без да се подготвува. Една вечер, јас и еден мој пријател одлучивме да одиме и да го слушнеме што има да каже. Уште од самиот почеток на проповета ни беше очигледно дека човекот воопшто не се подготвил за таа вечер. Кога заврши богослужбата, мојот пријател му пристапи и го праша дали се подготвил, на што проповедникот рече: се разбира дека не. Мојот пријател го праша: како тогаш успеа да го кажеш тоа? Проповедникот одговори: Светиот Дух ми ја даде таа порака. Мојот пријател го заврши разговорот со следните зборови: не е во ред да му ја припишеш таа порака на Светиот Дух, бидејќи сигурно не е негова. Овие стихови во ниту еден случај не треба да ги толкуваме како изговор за неподготвеност. Бог ни дал Свето писмо и многу ресурси од кои можеме да учиме. Кога ќе ни се даде привилегијата да бидеме повикани да поучуваме или проповедаме, тоа треба да го сватиме сериозно, без разлика дали ќе поучуваме деца или возрастни, мала или голема група. Во стих 21 се вели: и ќе предаде брат брата си на смрт, и татко чедото свое, и ќе станат деца против родителите и ќе ги убијат. Христовото доаѓање на светот не донесе единство, туку поделеност. Во 1 Коринќаните, глава 1, стих 18,
Апостолот Павле вели дека Евангелието е безумство за оние што гинат, но и сила Божја за оние што се спасени. Евангелието го подели човечкиот род, а некогаш носи поделба и во самите семејства, бидејќи некои членови од семејството го следат Христос, а други не. Стих 22. И ќе бидете намразени од сите заради моето име, но кој ќе претрпи до крај, ќе биде спасен. Овие зборови се повторуваат и во Матеј глава 24 стих 13. Кога ќе дојдеме до тој дел од Евангелието, ќе го споделам мојот коментар за нив. Но, засега ќе кажам само дека овој стих јасно ни ја нагласува важноста на истрајноста во верата. Стих 23. Ако ве бркаат од еден град, бегајте во друг, зашто вистина ви велам, нема да ги обиколите израелските градови додека дојде Синот човечки. Прогонствата не се пријатни, а сепак Бог ги ползува за да постигне нешто големо. Токму преку нив, Бог ја поттикна црквата да размислува за ширење на христијанската порака надвор од Ерусалим и Јудеја. Кога учениците беа бркани од еден град, тие бегаа во друг и со себе го носеа Евангелието. На тој начин спасението доаѓаше до се поголем број луѓе. Следните стихови се зборови што имаат примена и за нас денес. Слушнете што вели Господ Исус во стиховите 24 и 25. Нема ученик поголем од својот учител, ниту слуга поголем од својот господар. Доста е за ученикот да биде како неговиот учител и за слугата да биде како неговиот господар. Ако стопанот на куќата го нарекле Велзевул, тогаш колку повеќе неговите домашни. Ако го следиш Христос, немој да се грижиш или ја досуваш кога луѓето ќе зборуваат против тебе. Истото го правеа и за него. И затоа воопшто не треба да бидеме изненадени кога поради неговото име ќе се соочиме со напади и критики. Стихови 26 и 27. И така, не плашете се од нив, зашто нема ништо сокриено што не ќе се открие, или тајно што нема да се дознае. Тоа што ви го говорам во темнина, кажете го на видело, и она што ви се шепоти, разгласувајте го од покривите. Нам ни е дадена порака за спасение на луѓето, и затоа не треба да ја премолчуваме. Како христијани, ние треба да го користиме секое средство за да ја пренесеме таа порака. Разгласувањето по покривите не мора да се свати буквално. Еден од начините на кои можеме да ја разгласуваме пораката е преку медиумите што ни се достапни, било да станува збор за интернетот, телевизијата, радиото и слично. Стих 28. И не плашете се од оние што го убиваат телото, а душата не можат да ја убијат. Туку плашете се повеќе од оној кој може и душата и телото да ги погуби во пеколот. Со други зборови треба да имаме страв само од Бог. Некој го прашал Кромвел зошто е толку храбар, на што тој одговорил: сватив дека ако се плашам од Бог, тогаш немам причина да се плашам од ниту еден човек. Тоа е она што Господ Исус сака да го каже. Стих 29. Не се продаваат ли две врапчиња за еден денар, и ниедно од нив нема да падне на земја без волјата на вашиот Отец. Зарем не е тоа прекрасно? Бог се грижи и за најмалите врапчиња. Пред некое време бев во еден хотел, во чиј двор имаше фонтана. Околу фонтаната беа собрани стотици врапчиња и кога ги видов си помислив: колку неверојатно, Бог го знае секое од нив. Стих 30. А вам и влакната на главата ви се изброени. Поентата на овие зборови е дека Бог не сака и знае се за нас. Без негова дозвола ништо не може да ни се случи во животот. Стих 31. Но не плашете се, вие сте поскапи од многу врапчиња.
Ако Бог се грижи за врапчињата, колку ли повеќе го прави тоа за нас? Ние луѓето, а не врапчињата, сме создадени според Божиот лик. Ние луѓето, а не врапчињата, сме оние за кои Тој го прати својот син на овој свет. Стих 32. И така, секој што ќе ме признае мене пред луѓето, ќе го признаам и јас него пред мојот Отец небесен. Кога и да се соочиме со притисок поради верата во Бог, ние ќе бидеме во искушение да се откажеме од него, но таквата постапка скапо би не чинела. Стихови 33 и 34. А кој се одрече од мене пред луѓето, и јас ќе се одречам од него пред мојот Отец небесен. Немојте да мислите дека дојдов да донесам мир на земјата. Не дојдов да донесам мир, туку меч. Вистина е дека Христос е принц на мирот, но тоа е така само за оние што веруваат во него и го следат. Што се однесува до целото човештво, неговото доаѓање не донесе мир во светот, туку меч, односно поделба. Мирот е за оние што го следат, а судот за оние што го одрекуваат. Помеѓу едните и другите, секогаш ќе има меч. Стихови 35 и 36. Зашто дојдов да разделам човек од татко си, и ќерка од мајка си, и снаа од свекрвата неизина, и непријатели на човека ќе бидат неговите домашни. Секојдневно сме сведоци на вистинитоста на овие зборови. Поради верата во Христос и пријателства и семејства се растураат, бидејќи некои ја сакаат светлината, а други темнината. Стих 37. Кој љуби татко или мајка повеќе од мене, не е достоен за мене. И кој љуби син или ќерка повеќе од мене, не е достоен за мене. Дали ова значи дека не треба да ги сакаме своите родители и деца? Далеку од тоа. Господ Исус сака да каже дека од нас бара целосна посветеност и нашата љубов кон Него да биде поголема од било која друга љубов во животот. А кога ќе научиме да го сакаме Христос повеќе од се останато, Тој ќе ни даде љубов за се што е добро и полезно во животот. Стих 38. И кој не го земе крстот свој и не оди по мене, не е достоен за мене. Како можеме да бидеме достојни за Господ Исус? Така што ќе му бидеме посветени и нема да му дозволиме на светот да не поколеба во однос на нашата вера во Него. Стих 39. Кој си го чува животот свој, ќе го загуби, а кој ќе го загуби животот свој заради мене, повторно ќе си го најде. Интересен парадокс, зарем не? Ако го изгубиш животот, односно му го предадеш на Христос, ќе го најдеш, но ако го чуваш за себе, ќе го изгубиш. Стихови 40 до 42. Кој ве прима вас, ме прима мене, а кој ме прима мене, го прима оној што ме пратил. Кој прима пророк во пророчко име, ќе добие пророчка награда, а кој прима праведник во праведничко име, ќе добие праведничка награда. И кој ќе напои еден од овие најбезначајните само со чаша студена вода во име на ученик, вистина ви велам, нема да ја загуби својата награда. Сакам само да појаснам дека добрите дела не принесуваат за нашето спасение. Спасението од вечната пропаст ни е дадено преку вера во жртвата и воскресението на Господ Исус. Добрите дела произлегуваат од спасението, но не се причината поради која Бог не спасува. Со тоа доаѓаме до глава 11 од Евангелието според Матеј. Господ Исус им кажа на своите ученици, сега веќе наречени апостоли, што да проповедаат, каде да одат и какво да биде нивното поведение. Сега останува да видиме како луѓето реагираа на таа нивна мисија. Глава 11 започнува со разговорот помеѓу Господ Исус и учениците на Јован Крстителот.
Иако нема да имаме време да го обработиме тој разговор денес, сепак ќе дадам коментар барем на дел од него. Стих 1. И кога ги заврши Исус овие заповеди кон 12 своји ученици, замина оттаму за да поучува и да проповеда по нивните градови. Токму поучувањето и проповедањето беа една од главните цели поради кои Господ Исус дојде на овој свет. Тој сакаше што повеќе луѓе да слушнат за доаѓањето на Небесното царство. Стих 2. А Јован, штом чу од затворот за Христовите дела, испрати двајца своји ученици. До овој момент, Јован веќе одреден период беше во затвор. Во глава 4 од Евангелието според Матеј, пишува дека тој беше уапсен и затворен. Кога Јован слушна дека Исус прави чуда, дека исцелува луѓе и воскреснува мртви, предпоставувам дека очекуваше и самиот тој да биде ослободен од затвор. Но, помина одреден период и тоа не се случи, поради што во срцето на Јован се јавија прашања. Стих 3. И му рече, ти ли си оној што треба да дојде или да чекаме друг? Јован беше во затвор, но и беше збунет. Мислам дека неговото прашање е доста логично. Некои луѓе го критикуваат велејки дека дозволил сомнежот да надвладее во неговото срце. Но, обидете се да се ставите во негова кожа. Тој веќе некое време немаше прилика да се сретне со Исус. И за него само слушаше информации од своите ученици. Затоа прати неколкумина од нив да го прашаат дали тој е Месијата. Слушнете го одговорот на Господ Исус. Исус им одговори и рече, одете и кажете му на Јован што слушате и што гледате. Слепи прогледуваат, и сакати проодуваат, лепрозни се очистуваат и глуви прослушуваат, мртви воскреснуваат и на бедните им се проповеда Евангелието. Ако отворите во Исаја глава 35 и 61, ќе видите дека векови пред да дојде на земјата, за Месијата беше кажано дека овие знаци ќе ја придружуваат неговата служба. Господ Исус всушност во одредена смисла го цитира Исаја со надеж дека и Јован, а и неговите слушатели ќе сватат за што станува збор. Стихови 6 и 7. И блажен е оној што не се соблазнува поради мене. А кога си отидоа овие, Исус почна да му зборува на народот за Јован. Што сте излегле да видите во пустината? Трскали што се лулее од ветрот. Јован, Исусовиот претходник, беше збунет, но Господ Исус нема да го напаѓа, туку јавно ќе го пофали и одбрани пред своите слушатели. За тоа ќе размислуваме во следното проучување. Дотогаш, Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.